Кога ќе се свртиш назад по завршувањето на сезонава, како би ја оценил за ГК Коприв? Па да, секоја година на почетокот на сезоната клубовите, па и така и нашиот имаме некоја цел која што горе-долу е, да кажам, завршена. Изборивме пласман во вториот дел на натпреварувањето. Се разбира, можеше и да имаме некој подобар пласман, меѓутоа се на крајот на краиштата мислам дека е задоволителна со оглед на тоа што имавме некои подеми и падови во текот на сезоната, меѓутоа на крај еден биланс позитивен, да кажам, заврши уште една сезона и одиме понатаму. Се надеваме дека до година тоест наредната сезона ќе бидеме повторно конкурентни во втората лига и секако успех понатаму. Можеме ли повеќе и како? Во секој случај можеме повеќе. Овој град заслужува да има и прволигашка екипа и во повисок ранг, меѓутоа треба да се оди чекор по чекор, меѓутоа јас би напоменал дека најважно од се е да градот има кадетски и младински школи кои што ќе прават играчи кои што подоцна ќе бидат носители на нашата екипа. Секако ние како град, ако сакаме да и се стремиме да одиме напред, ќе треба да има засилувања и од надвор, меѓутоа базата треба да е јака во градот, младинските школи да работат и со добра стратегија, со добро водство на клубот, мислам дека имаме добра иднина. Секако тука ќе напоменам дека и општината стои зад градот, веќе 6-та сезона го поддржува клубот и мислам дека сме на добар пат. Во контекст на претходно кажаното, како еден од поискустите и пример за помладите, каква е иднината на ГК Коприв? Мислам дека е светла, со ваква организација, со ваква посветеност на клубот и ваква работа со младинските категории, мислам дека имаме светла иднина.